Ете, направивме 2 епизоди за 8 март. Или што ви рекол en другар Кумановац, жените го заборајат и уште го збораш 8 март. Па бато некој мора. Така не може сите да забораваме на жените. Некој мора да биде тука константна поддршка. Пошто и жените се мукни, жените имат права. Право на еднаквост и рамноправно. Пошто со векој уназад нивните права били ускратувани. И се конечно идиме во една доба кај што тие ги уживат истите права што ги уживаме и ние. Дури на моменти човек би се расправал дека и малце поќе уживат права, ама добро. Не смееме тоа да го речиме јавно, нели, пошто одма со камшици со копија од Александар почнуваат. Какви права, бре, какви права? Воопшто не сме рамноправни. Да се застрамиш. Чекајте малце, велу. Нема чекај, жените барат еднаква плат, барат еднаков третман. Чекај, ма режи очите, чекај, дај баре шпицата да пушти. Дај на шпица, пушти, па после расправај се слободно. Добро, нека ти биди. Ајде да те пушти. Значи мразам кога ќе ме прекинваш, сега заборев до кај бе. Ти не ме ни слушаш воопшто. Да, беше дока еднакви права. Значи еднакви права бара. Шо не ја? Сакаме исти плат. Добро, исти плат и друго. Сакаме исти број на вработени да има и мажи и жени. Нека има друго нешто. Сакаме поќе одмор да имаме, помалце сати да работиме. Чекај малце. Нели еднакво? Еднаквост да, ама ние треба да бидиме малце поеднакви од вас. Или сакаш да ми кажеш дека умреа џентлемени? Тие се тие двојни аршини што ви рекле по телевизија, што аматат водата малце. Пошто ако бидиме реални, платата на жените и на мажите е иста, се негде дури жените поќе зема. Пошто ако се плаќае жените помалце за истата работа што прат мажите, сите ќе работеа само жени бе бате, никој неки мажи да гледа на работа. Само што секој пат кој се каже овој аргумент, одма тука има експлозија на емоции. И мажите како мажи за да избегнат експлозија од емоции, пошто не се фанои на тие експлозите на емоции, си поќутват, затоа не го спомнува тоа. Затоа никој не збора на овие теми. Ама на крајот на денот знаеш како? Кој те праша така тука ние си збора? Изгора на тоа, жените имат многу големи шанси да се вработат било каде од било кој маж мора. Значи јас се клавам, ако било каде има да речеме 3 позиции отворени, 20 најубави и најквалификувани мажи во светот да седат во тој ходник во моментот, максимум што ќе вработат ќе биде еден маж и 2 жени. Ако не ги вработат сите 3 жени автоматски. Не дека ова некоја статистика јам читано, него чисто што ги гледам примерите во реалниот живот. Пошто ентон луѓе познавам и ентон вакви приказни јам слушнат. А па да не правиме муавет дека овие побарувања и овие протестирања се само за најдобрите, најлесните, најубајте работи на свет. Добро, може не се најлесните, ама за тие најмногу што плаќаат. Никој не се буни кој дојде во прашање градежништво, нешто, малтер мешање, тули, редење и така натаму. Таму никој не ќе еднаквост. Ако треба сите мажи не е проблем. Чим не е фенси работа, не се рачунавате. Само за овие што се убај фенси работи што ги вика. Значи само таму кај што одговара се бунат луѓето. Никој не ќе да види реалност. А реалноста вели дека жените барем имат ден, море, барем празник имат не. Мажите ни празник ништо нема. Са не зборам јас за мажите од среден век, зборам за вистинските мажи, домакини, искрени, како што треба луѓе. Ги има многу, ама знаеш како? Кој ги праша, така? Нив ќе ги стапниме, нека си работат, тие секако не се бунат, пошто не му е гајле нив за празници. И заради овие што се идиоти, ги стапниме ние сите, па ша има вез. Пошто реалноста вели дека жените уживат многу поќе правот што било кога уживале бе. Било кога воопшто, не дека нема места кај што не се угнетувани, ма се правиме муавет општо, така? Не што му е се дозволено и што можат се што сакат да направат, туку можат и многу поќе од мажи. Само што проблемот е што некако како да не е доволно. И тоа не е проблем од сега, тоа е проблем што од Адам и Ева беба. Значи Господ ги создал Адам и Ева, така? И му дал се што ќе посака. Значи се на дланка бебра. Али што не му требат си шетат како од Бога даени, природа убајна, се што сакаш има. Се што треба праеше да не еш од оној балкон. И така си седеле ти еден ден таму во табавчата. И Адам му рекол на Ева, оптегнат вака. Оре шубав е животот. Се што сакаме имам. Не ти е преубаво. И та од таму така со една збунето незадоволителна фаца. Му рекла, да, имаме се, ама некако како да не е тоа. Шо знам? Како да не е доволно, не знам. Убо е, многу е убо. Ама од многу убо некако како не убо диди на крај. Шо знам? Ако има поглуп муабет од тоа, се кладам дека баре 80% од вас го имате слушнато, еве ја. Некако како да ми фали нешто, како да не сум исполнета. Еве човекот и така. Не знам, да си гладно. Не знам можда. Што ти сеа? Не знам ти одбе. Саш зеленчук нешто, салатиче, шопска направи. Неќа. Скариче нешто, пекниве, компирчиња, помфритче. Ама значи ти сото месото неќа. Добро нешто, овошна салата ти направам, бананче, манго, киви, нешто. Неќам се ми е досадено. А да пробаме од оној јаболкото. Тоа е, само да не беше збор за збор муабет, ама тука негде беше. Што значи никогаш ништо нема да биде доволно, така? Пак ќе речам зависи од човекот, не збораме општо. Пошто има луѓе, мажи, жени, небитно што му е доволно едно чоколадно бананче, така? Уживат во најмалите работи во свет. Има и луѓе што ништо не му е доволно. Ништо не ги наранва, брат. Има некои што си згорени жртви да видат. И нив ништо не ги наранва. Што сакаш ти дај му или направи
мајму, нив на крај на денот ќе му биде смачен од животот, пошто животот нив ги неќе едноставно. А ти уствари прво треба самија се засакат започни животот и сака, ама и то тешка тема е да не почнувам, ти одма ќе почнат со копијата Александрови. Човек да не може да зборни се направите од сегде со копија Александрови се врла. Ма на крај на денот знаеш како? Кој те праша така? Немојте толку копија да фрлите колку јас што можам да ги преживеам бева. На крај на денот јас не викам дека не треба стремиш кон поки. Значи секогаш прво треба стремиш да стануваш подобра личност секој ден. После треба сакаш да сработиш за да направиш поке во живот, за да остоиш поке на тие што идат после тебе. А то не значи дека стално треба си незадоволен од се. Треба уживаш во животот, бе брат. Тоа е животот, процесот што се дешава измеѓу работите, тука се живи. Арно, ама не, за некои луѓе едноставно нема правда. Имаше црта на времето Калимеро се вика. И за Калимеро никој што имаше правда. Ако не знаеш кој е Калимеро, мало е за тебе, бате, бегај од таму. Бегај. Исто пример, жените се бунат за еднаквост во спортоите. Уствари се бунеа за еднаквост едно време, пошто тие се еднакви, еднакво се трудат и треба бидат еднакво платени како спортисти. Арно, ама та борба траеше дурне почнаа да дозволуват трансџендери да влегват по спортоите. Почнаа мажите да влегват во женските спортови да ги кинат сите рекорди направени било кога од било кое женско. Тука веќе борбата почна станува зошто се дозволува на трансџендери. Не, ние сме жени, не сме еднакви. Се чекајте малце, нели за еднакво справиме муавец, како може да не сте еднакви, ко сме сите еднакви. Нели исто се тренира, се труди, исти перформанс. Кај е тој перформанс? И то рачунај, тие што влегоа во женски лиги, тие трансџендерите беа секогаш последни во машките или не можеа да влезат, па праја финти за да успеат нешто напрат од живот. Па тека како почнеме ги споредваме најдобрите од најдобрите со најдобрите од најдобрите. И после аргументот беше не, ние само женски да си се надпреваруваме, ама да бидеме исто платени колку мажите. Добро, тоа е супер желба и дај Боже да е така, но еден од главните фактори за плаќање во спортот се спонзорства и гледаност и така натаму. Пошто нели та гледаност и тие спонзорствата носат пари во клубоите, за клубоите да можат да си ги платат играчите, за играчите се трудат поке да му носат поке првенства и поке гледаност и тоа е тој круг, така? Кој женски спорт или првенство е погледан од машки спорт или има поке спонзори и така натаму? Значи не се сватиме погрешно, ова не е од мене, не иди од мене, туку општо за во светот зборам. Без разлика во кој спорт се работи, било каде во светот дојдеш да прашаш да ти набројат 5 души машки или 5 души женски, машки ги ти набројат сигурно. Женските за жал од фамилите нивни не одат да ги гледат по надпревари, камоли нешто друго. И са то може да треба се смени, јас не викам не. Значи да не ме сватите погрешно, не е дека не ќе да земате, дај Боже сите бидете поплатени од мене секогаш во свет. Ама едноставно реалноста е таа. Животот е тој, не е фер. И не ни треба да биде фер за сите. Пошто ако беше се фер за сите, никој немаше да се потруди да направи нешто поке за да се сменат работи. Исто како што не е фер, на пример, ако чекате редица пред клубов, вие машките никош нема влезите, а женски 200 ќе влезат во меѓувреме. Или па на интервју за работа исто. Или на било каква аудиција, женските имат предност, така. И тоа е животот, не е фер. Треба полека се менват работите, ама треба малци и реално да гледаме, а не летаме се во светот на фантазијата и на некој така му одговара. Пошто и јас на пример можам сега да мом дома на жената и кој ми рече ај вие пајнците жити мене измиги, пошто јас немам време, а му речам не ти ми имам јас пајнци поќе. Оти Трамп е па забрани мажи да учествуваат во женски спорт. Та можам да речам тоа, ама мил ми е животот. И видиш тоа е уба тема што можеме да правиме другата епизода. И после ќе ме прашуваат луѓето кај ти текнуваат работите, кога имаш време да ги запишиш да ги снимиш, не ги пишеме бате, така си течи муавето и ми текнува. Да знаеш уже колку глупости ми се вртат во глата, дури зборам што до попосле ќе ги заборам. Тоа е нешто неверојатно, ама тоа е. Битно е ние да сме здрави и живи. Па кога тогаш сите тие глупости дека излезат овдич да не се секираат. И мислам дека доста е за денес. И ако бидам реален, не ни мисле дека овој правец ќе офати епизодата. Можда малци и грубо звучев, не знам, ама се надевам дека не ме свативте погрешно. Немам нити лоша мисла, нити лоша намера, едноставно сакам реално да правиме муавет за работи. Пошто сите ние сакаме да живееме во некој розев свет и се да е супер, ама едноставно не е таков живот. И на крајот на денот ако ме свати, ме свати. Ако не ме свати, кој те праш? Така. Толку од мене за денес. Фала ви на вниманието. Се гледаме наредна епизода со претходно споменатата тема. Поздрав и имајте убав викенд.